Добри дојде за Александар Диновски, екс-припадник на службата за државна безбедност во аналитика, човекот кој беше еден од осумината, кој беа на одстрел во МВР, во моментов приватен детектив. Добро вечер. Господине Диневски, смртта на Никола Младенов, на нашиот колега Младенов, отвори безброј прашања за што всушност се случило. Официјално се работи за несреќен случај, заради тоа што е сообраќајна несреќа, но се разбира дека постојат отворени прашања кои полицијата мора да ги одговори. Младенов е познат по тоа што беше критичар не само на актуелната власт, се разбира, на сите власти до сега. Ве молам, кажете ми кои се најважните прашања кои полицијата треба да ги одговори, кој е временскиот рок? Пак, најпрво искрено жалење за смртта на Младенов, со кого се познававме одамна и кој што беше наш и пријател и политички сојузник еден период. И голема загуба и за македонската демократија, и за новинарството, и за сите граѓани на Република Македонија. Тој беше на оден начин институција во сите партии, во новинарството, еден академик на вашата новинарска фела. Барем така ја го доживував и перцепирав целиот овој период од како го познавам. Смртта на секоја јавна политичка личност по правило повлекува безброј спекулации, безброј сомневања и прашања кои што јавноста нормално очекува да бидат одговорени. Така беше со смртта на голем број претходно познати личности, вклучително и смртта на Тоше Проевски, нели? И така ќе биде и овој пат. Дополнителен импулс на таквата атмосфера му создава актуелната политичка ситуација во земјата, која што знаеме дека е конфликтна, дека земјата се наоѓа во одреден степен на сериозна политичка криза, на изразен антагонизам меѓу најсилните политички субјекти во земјата, меѓу левицата и десницата, условно речено. Во период кога што туку заврши изборната кампања за локалните избори, која што беше проследена со голем број конфликтни ситуации. Да. Фокус е познат како медиум, кажав, критичар, но имаше, беше соочен со многу тужби. И го имаме и ликот и делото на Никола Младенов, кој што од неговата појава на македонската политичка новинарска сцена беше критичар на сите власти, вклучително и на сегашната. Тој е жесток, отворен критичар, кој што на кој не му недостасуваше храброст да се судри, да изрази критика, да изрази јавен став спрема било која власт, вклучително и сегашната. Сега околу истрагата. Сега околу истрагата се случи, знаеме сите дека погина во сообраќајната несреќа, меѓутоа од тука натаму веќе почнала таа официјална истрага на МВР, која што треба да ги одговори сите оние нејасноти, сите оние прашања. Јас верувам дека и во МВР се свесни за тежината на случајот, бидејќи не се работи и за обичен човек да се работи треба да се пристапи професионално, меѓутоа кога се работи на јавна политичка личност, тогаш треба многу поголемо внимание. Првиот чекор е секако увидот на лице место. Ние видовме дека полицијата беше таму и долго време вршеше увид. Тоа е прибирањето на докази, на сите оние можни докази кои што треба да бидат собрани на лице место. Вториот чекор е обдукцијата на телото на покојниот Никола, која што веќе е направена, меѓутоа за резултатите веројатно ќе треба да се почека оден период, бидејќи... Кој е тој период? Па не знам баш точно, бидејќи одредени резултати ќе бидат познати веднаш, меѓутоа има тука тестирања, има тука анализа на присобраниот материјал, анализа на крвта и обдукцијата прво треба да одговори на прашањето на точно настанување на смртта. Точното настанување на смртта не мора да се поклопува со точното настанување на несреќата, меѓутоа е приближно. Значи, несреќата и претходи на смртта секогаш. Можно е да било и претходно. Значи, можно е, например, човекот да доживеа срцев удар пред тоа. И веќе колата по инерција да продолжила. Значи, тоа е многу битен момент кој што треба да го даде обдукциониот налаз. Второ, обдукциониот налаз треба да испита, например, дали возачот, бидејќи само тој возел, само тој бил присутен,
бил под дејство на алкохол или на било какво некакво средство за опивање или било што. Понатаму дали имал друго заболување. Значи има една серија на прашања кои што ќе се добијат со обдукциониот налаз. Затоа треба да се почека. Добро, месец дена, два, една година. Не, мислам дека се тоа побрзо, 10 до 15 дена. Тоа е прашањето, значи прилика, мора да има некој временски рок. Вака груба проценка е тој период. Следното? Следниото има тука серија вештачења кои што треба да ги направи Министерството за внатрешни работи, односно вештачењето на самиот автомобил. Тоа е стручно експертско вештачење на исправноста на возилото. Се вештачи се она што е. Прво, бидејќи сите знаеме денес се дигитални управувања, можно е од дигиталното истражување да се дознае со која брзина се движел, кога престанала да работи таа дигитална. Дали има многу нагло кочење, дали кочниците биле исправни. Може да се реконструира целото движење наназад. Сега е многу полесно со електрониката. Да, со електрониката е многу полесно. И понатаму се испитуваат исправноста на сопирачките, главно на исправноста на гумите, на дали од кој причина, например, од сликите што гледав дека дел од гумите се пукнати, што настанало пукањето и така натаму, дали претходно пукнале, дали после падот и тоа. Може тоа е мала кривина, не е тоа толку опасна кривина. Зошто тогаш ги пукнале? Дошло до превртување, дали успат налетале на, нели имаше и дрва пресечени тука, дали од дрвата би можеле тоа да настане. Тоа се голем број на прашања кои што Тоа е силна кола, Мерцедесево прашање. Джип, да. Зошто не е джип? Да. Како е можно да нема заштита таква една моćна кола? Тука треба да се испита исто и исправноста на тие воздушни перничиња. Значи, дали се активирани, ако се активирани, зошто не се активирани, дали бил врзан со појасот, тоа е многу битно при активирање на тие перничиња. Добро. И секако брзината, со која брзина бил се движел. И следното прашање, интересно е. Неговото семејство, неговите најблиски, според нашите информации, не знаат каде бил, дали сега имал... Тоа е третиот дел, по мене. Третиот дел, тоа е да се направи... Дали имал договорено со некого? Реконструкција на неговото движење. Значи, тоа е веќе оперативна работа на МВР, на службата. И како се прави таа реконструкција? Појдовна основа треба да бидат мобилните телефони, односно листингот со кој бил во контакт. Вториот е да се пронедат лицата со кои непосредно пред случајот или последниот ден бил во контакт, што договарал, каде се договарал, каде бил. Ние се уште не прочитав од каде се враќал. Според некои информации од Кочанин или од печатницата, според други од Велеси. Ние имаме информација добиена од Фокус, која и објавува, се разбира, Фокус, дека имало од патарината наплатна сметка, тоа е доказ од Велес, тоа е информацијата. На тие наплатни сметки е точно отчукан датумот на поминување. И може да се пресмета, например, часот, всушност не датумот. Веќе се знаат растојанијата од наплатна до наплатна, колку е дури брзината може да се израчунеш. Математички, нема потреба Зошто не се јавил човекот, личноста, лицето со кој последен контактирал, еве на семејството, не би требало ли да се јави, да каже јас бев тој што се договори Младенов да имаме средба? Дали е тоа? Мислам дека тоа се индикативни прашања, значи се уште ние не знае, јас не прочитав, барем не успев да прочитам каде бил и со кого бил. И сега од тука веќе се отварат прашања на кои исто така треба да се одговори по оперативен пат. Например, што пиел? Дали нешто било ставено или да се проучи карактерот на средбата, дали тоа била пријателска средба со познат човек, дали била... Велите дека можеби некаков опијат бил ставен во пијачката и тоа може да биде земено предвид. Сите овие прашања треба да бидат сомневања и дилеми треба да бидат отфрлени. Или потврдени. Затоа истрагата МВР треба да изврши најтемелно
бидејќи се работи за високо сензитивен случај. Тоа верувам дека и на нив им е јасно. Дали треба да имаат интервјуа со семејството, со блиските пријатели, со работниците, со луѓето кои го тужеле Фокус? Секако, тоа е проценка нивна. Они треба да се направат план во МВР, прецизен план со кои луѓе ќе треба да исконтактираат. Таа листа не треба да биде помала 10-15 луѓе, сигурно, со кои треба да обават информативен разговор и да знаат што од тие информативни разговори ќе добијат. Колку време? Секако дека со семејството прво, за да проучат неговите навики. Дали он се јавува кога да и не се јавува. Понатаму дознавам дека има и друг телефон, значи треба и двата телефони листинзи да се извадат, со кого комуницирал, колку време, дали СМС пораките, што ги праќал или што ги примал. Може ли да се прочитаат СМС пораките? Мавара може, преку званично може. Мислам, дали е возможно тоа ми беше прашање? Истражниот судија може да им даде налог, овластување, да сето тоа се проучи целиот сообраќај, негов телефонски сообраќај што го имал тој ден, тој критичен може и претходните денови. Колку време таа истрага би траела? Дали од вчера започна таков тип на истрага? Сега не знам, немам информација. Не, ама дали би требало, тоа е прашањето. Би требало, значи, вака, вештачењето се го вршат сосема други служби на МВР, кои што се надлежни, со помош на експерти од Машински факултет, мислам, и они сега веќе веројатно работат на тоа, на анализа на колата, на експертиза, на сопирачки и така натаму. Паралелно со може тоа, во МВР треба да се направи тим или луѓето кои си има надлежни таму, не мора, може и тим да се направи, кој што сите овие околности кои ги спомнав, ќе треба да ги истражат, да ги испитаат, да ги проверат, да направат план и договор кој со кое лице би разговарал, што тоа лице би очекувал, која информација, кој податок, кој факт. Значи една реконструкција на настанот до моментот до случајот. Колку време трае таков тип на истрага? Па би требало, не може тоа да се заврши толку брзо, барем според мене се потребни недела до 10 дена. Добро, и тоа е најмалку, но сепак не е тоа не со месеци да биде. Целата оваа истрага во најдобар случај би требало за месец дена да заврши. Значи целиот верувам дека во интерес и на јавноста и на МВР и на сите што побрзо да заврши. И веројатно ќе вложат тие напори да го тоа завршат. Нема сомнеш.